Крушево живее за Илинден и деновите околу празникот, како и во текот на зимската сезона, велат граѓаните. Во останатиот период од годината, во највисокиот град на Балканот остануваат само мештаните, кои во моментот според некои проценки се останати само околу 2000. Според граѓаните на Крушево, најгорлив проблем е несоздавањето на услови за вработување на младите, кои не гледаат економски напредок во нивниот роден град, односно својата екзистенција ја бараат во поголемите градови. Како сте задоволни од работата на локалната самоуправа? Каде? Тука во Крушево. Па мислам дека нема. Никако. Зошто? Ти не работа ништо. Ментално локалната самоуправа не постои, мислам сега. Немат никаква акција, ни зграда, да речем, во општината. Не сум запознат дали имат нешто работа, прават нешто, не знам. Овде само пензионери живеат. Младите сите побегна, нема вработување, нема. Останавме сите старци, нема што да се каже. Локалната самоуправа сега во променливи не е сјајна толку. Прошетете горе кон губењата да видите, спомениците се катастрофа. Никола Карев овде од Тито кој беше 69-та, то поплоченото што беше со плочки стари, сега да појде да видите сето е коњи пасат внатре, во паркот, заградено е се убаво и не се одржува хигиената. Само летачи сега има, ништо друго. Нема, не треба да му нудиш услови да имаат услови па да доаѓаат, овде нема шо. Покрај тоа, крушевчани се соочуваат и со други проблеми од елементарен карактер. Велат дека доста често остануваат без вода за пиење, а тие рестрикции создаваат револт, но и се рефлектираат и на буџетот на семејствата. Кај граѓаните на градот на првата република на Балканот останува само надежта дека во идниот период локалната самоуправа ќе работи на решавање на нивните секојдневни проблеми, со што можеби и младите би се вратиле да живеат во овој град